Ете во нашето студио и уна тема која што во продолжение ја најавивме и веруваме дека ќе биде навистина интересна за сите вас, кои што сте заедно сутринска на Тилма утрово, за медот, за пчелите, за производството на медот и се разбира за уна кое што е апсолутно важно да го направиме, пред се и да го знаеме при изборот на мед. Секој од нас сака да јаде квалитетен мед, да го конзумира, нели, а знаеме каква е кои се неговите благодети по здравјето на човекот и од тука е многу важно да знаеме како и на кој начин да пристапиме кога зборуваме за изборот. Пчелите кои што сте чувари на природата и производители на златниот еликсир, а инаку животот на пчеларите и изнењето на медот за здравјето и екосистемот е исто така особено важен, па е интересен да зинеме малку и да дознаеме нешто повеќе. Затоа сметавме дека е добро денеска со нашиот гостин Ангел Петровски, кој што е производител на мед и добро познат кај оние кои што веројатно го конзумираат неговиот мед за квалитетот на истиот, но и можност утринска на Тилма да позборуваме малку за тоа што е ново во светот на пчеларството, но и што е она на кое што треба да го ставиме акцентот, како и на кој начин треба да се набавиме мед. Ангел, добро утро и добро ни дојде во утринска на Тилма. Добро утро. Значи, фала за поканата. Значи, јас прво би спомнале тука, значи, исклучиво за нашиот мед, за македонскиот мед. И тука би се наврзали на климатските промени, како и гостите како што кажаа. Да. Значи, климата како се менува и во целиот свет и кај нас, значи имаме осцилации, различни температурни осцилации, не како што беше порано климата да имаме 4 годишни времиња, значи точно определен временски период. Сега тоа и кај пчелата тоа го приметува и се однесува многу поразлично. Значи, ако порано пчелите излетувале и собирале храна во текот на целиот ден, значи, веќе тие излегуваат поради високите температури, излегуваат само наутро. Во текот на целиот ден паузираат, бидејќи е премногу топло, значи тие трошат од својата енергија и тука е смената и самата фенофаза на цветање на билките. Значи, не е како порано, значи имаме многу беспашни периоди во текот на годината. Значи, ако имаме една активна пчеларска сезона, сите ние како пчелари, значи очекуваме да собереме мед во таа сезона. Значи пчелите да собираат нектар, значи тие се спречени во тоа поради температурните разлики. Имам исто така големи осцилации на ноќните и на дневните температури. Ноќите веќе се многу поладни, а преку ден е многу потопло. Значи самата пчела го приметува тоа и реагира многу поразлично, затоа се намалени и приносите на мед. Исто така би кажал и поленот исто така е намален, исто така имаме разлики во количината на нектар. Бидејќи нектарот е оној, цветовите фактички со излучувањето на нектарот тие ги привлекуваат пчелите за да се покаже најправилната особина на пчелите, а тоа е бидејќи пчелите не само да го собират нектарот и значи тие да го прават медот, значи тие исто така ги опрашуваат растенијата. Бидејќи ако немаме опрашување на растенијата, имаме помалку, се повеќе ќе имаме помалку храна, ќе имаме недостиг на многу растенија. Исто така бидејќи еден дел е нектарот, друг дел е поленот. Поленот е протеинската храна за пчелите, нектарот е онај што ја дава енергија и да го одржат клубето, значи да одржат топлината во својата кошница. Исто така имаме пореметување и кај штетниците кај пчелите. Значи причинителите на болести веќе поминуваат од тропските кон нашите умерени климати, затоа имаме и повеќе штетници, повеќе паразити. Исто така имаме голем проблем и со меѓутоа ние тоа би можеле, ќе кажеме понатаму во разговорот, значи можеле да го спречиме со засадување во тие беспашни периоди, да имаме некои билки што ќе цветат во тој период и пчелите континуирано да имаат извор на нектар. Значи да немаме прекини. Друг начин... Што значи, извини, активна пчеларска сезона, од кој до кој месец? Па активната пчеларска сезона веќе почнува, најактивната е од март-април до завршува до октомври. Значи тогаш во таа активна сезона само тогаш собираат нектар. И веќе пчелите собираат нектар, веќе таа сезона е многу скратена.
Не е како што беше, веќе имаме ние, треба се трудиме за еден месец, за 30 дена, пчелите само во тој период може да соберат мед. Не е како да имаме пролетна паша, веќе пролета имаме осцилации во температурите, имаме многу ладни денови, имаме многу ветер и тогаш не може тие да соберат од овошните билки, од овошните дрвја, значи овошен нектар. Да, ако зборуваме за намалување на времето и нели во периодот за кој што нели се собира нектарот и се тоа кое што е некое биолошко темпо, ако зборуваме нели за пчелите и во однос на температурата, е малку контрадикторно со последната информација или податоците кои што ги дава Државниот завод за статистика, пак од друга страна за зголемувањето на пчелните семејства од 2021 до 2022 или конкретно 2024, но највисокиот скок е од 2021 до 2022, ако 2021 имало 92.968 пчелни семејства, веќе 2022 бројката е 290.879, а веќе 2024 316.000 и нешто. Тоа е навистина голема бројка. Со Цеца споменавме со професорот некоја информација плюс да прашаме дали тоа може би резултат на климатските промени, дали може би резултат бидејќи во тој период е пост-корона период, па во време на корона може би повеќе се ослонува на чување на пчели и веројатно таа медитација која се доживува при одржување на пчелни семејства, за која што и вие можете да потврдите, но како и да е, што е она кое што би го кажале тука како резултат за зголемување на оваа бројка? Па вака, по мене, значи има тука две вистини. Едната е, значи во тој период државата го измени прагот за субвенционирање на пчелните семејства. Пред тоа тие пчелари што има 10 пчелни, значи прагот на субвенционирање беше 30 пчелни семејства. А потоа го смени, го спушти на 10 пчелни семејства и затоа тие веќе од тогаш се регистрира во Агенцијата за храна и ветеринарство, направија попис на тие пчелни семејства и тие пчелни семејства веќе ги има Заводот за статистика. Другата вистина е се повеќе имаме млади пчелари, луѓе кои сакаат да се бават со пчеларство и тоа е многу позитивно. Тие купуваат пчели, почнуваат, пробуваат, но секој пат има во таа бројка осцилации. Меѓутоа оди во пораст, значи самата бројка тоа е позитивно за нашата држава и секако е, значи, добро. Добри, во време кога секој еден може да произведува мед и да си дозволи, да речам, пчелно семејство за да се занимава со оваа работа, тоа значи дека и на пазарот понудата е зголемена. Медот е присутен насекаде, односно нели секој може да си го купи дали во маркет или од одредени производители, но како обичниот граѓанин да препознае што е квалитетен мед кога се и се што се нуди во денешно време на пазарот? Значи јас би кажал тука, значи медот е само она што поминало низ пчелите. Се друго е вештачки мед. Да, но обичниот граѓанин тешко може да го примети. Да. Значи медот пчелите го собираат, знаеме, значи од нектарот по цветовите. Оди при собирањето на нектарот, значи тие го собираат во своето медено стомаче и додаваат ензими. Диестаза, амилаза и многу ензими. И тие ензими, значи инвертаза исто, тие шеќери ако се во нектарот сложни, пчелата ги разградува полека на прости шеќери, гликоза и фруктоза. Значи гликозата затоа е енергетска бомба, затоа ни дава енергија. Меѓутоа, при додавањето на тоа, тие водата ако во нектарот е 70-80%, тие намалуваат веќе во сакето или во рамката кај што се чува медот на 20%. При давањето, значи ако излетничките, значи собираат нектар, тие го даваат на биси или тие што се натре во кошницата, тие го продаваат од уста на уста и се намалуваат тој процент на вода. Со додавањето на ензими се разградуваат шеќерите, кога ќе дојде процентот на вода 20%, тоа се вика зрел мед, тие го ставаат во сакето и го запечуваат со воздушни капачиња, ставаат еден дезинфектант што се вика мравја киселина. Затоа медот се вика така запечатен, може да стои долги години, меѓутоа правилно треба да се чува во херметички затворени садови, бидејќи медот е хигроскопен, значи треба да знаеме, значи при отварање на теглата, неубаво затварање на канта кај што се чува, прима влага од надворешната средина и затоа може да се развијат некои гавички во него и го менува вкусот, скиселува значи медот и тој мед не е квалитетен. Меѓутоа гледачите
кој ќе најпрво, значи тие треба да сватат дека да купуваат мед од испитани купувачи како право. Значи тие сигурно нема и кога ќе купат од маркет мед, значи ако купат без разлика, значи во маркетите може да има квалитетен мед. Значи тоа не мора да биде од самиот пчелар да го купуваат. Меѓутоа многу важно е на самата декларација да прочитаат тој пчелар како право дали има вебсайт, ако има во галерија на вебсајтот да видат како ги чува пчелите. Дали ги сели пчелите, дали ги чува стационарно, какви му се пчеларниците. Исто така, кој ќе ги добие тие информации и го купи медот домисто, може да го провери при отварањето на теглата. Медот има ароматичен мирис, значи потсеќа на како една целата природа да е во самата тегла, значи и арома, мирис на самите билки. Обично се осеќа доминантната билка, која има највеќе процент од тие билки, бидејќи медот има не само не е гликоза и фруктоза, значи има етерични масла, има во него траги од полен. Преку таа поленова анализа можеме да дознаеме од кој регион е медот. Иако тоа во Македонија не се прави, значи тоа е поскапо испитување. Меѓутоа, исто така густината на медот треба да гледат. Има некои тестови кои што ги има по насекаде по интернет да ги направат дома. Исто така ако медот лажичка на мед ставиш во чаша вода, ако медот е вештачки, тој се раствора во водата, додека природниот мед стои во водата, се гледа. Исто така медот кој ќе земат од теглата со лажица, значи тој прави една непрекината нишка. Исто така ако запалиме мед со чкорче, со кибрид, значи природниот мед гори, додека неприродниот сигурно има поради водата во него, значи тој го гаси кибритот и не гори, меѓутоа тие се работи што не можеме 100% да ги провериме ние вака. Значи кој би го правил се тоа, така? Да, значи најубаво е, значи 90% медот вие по вкусот може да го видите дека е убав мед, дека по густината, по миризот, бидејќи медот не е само храна, значи тој треба да ни биде лек. Значи многу гледачите треба да внимаваат од кај ќе купат мед и како да направат правилен избор. Меѓутоа значи таа одлука да ја донесат тие, значи многу важно е и на самата декларација да пишува потеклото на медот. Исклучиво нека купуваат мед, моја препорака е од Република Македонија. Значи, ако купуваат веќе медот, многу важно да биде од Република Македонија. Меѓутоа, ние имаме на пазарот некоја нелојална конкуренција во маркетите, кај што не се наведува, иако знаеме дека 90% од медот во Македонија е увозен. Значи на самата декларација немаме потекло не се пишува од која земја потекнува медот. Или ќе се напише дека од Република Македонија, тоа никој не го следи и не може да се регулира. А како на волку производители или чувари на пчелни семејства имаме 90% увозен мед? Па имаме фактички увозниот мед, маркетите сакаат поевтин мед. Значи тие имаат количини, неограничени количини, пчеларите немаат континуирано производство. Можеби оваа година ќе имате вие повеќе мед, како пример оваа година, голем дел од пчеларите извадија мед. Особено ако ги селиш пчелите на повеќе локации, ќе имаш многу поквалитетен мед, бидејќи ти континуирано имаш извор на нектар за своите пчели. Значи не мора да ставиш никаква прихрана. Ако почнеш да ги селиш, пример, од Гевгелија, ваму источна Македонија, па после ги качиш на Осуговските планини, Берово, значи ти цело до септември ќе имаш цело време, ќе имаш нектар, ќе има пчели. Беше плодно оваа 2020? Да, оваа година беше меѓу подобрите години беше. И исто така јас би кажал исто кога зборуваме за тоа за означувањето на декларацијата на потеклото на медот. Да, дали секаде има потекло, пишува ли во декларацијата? Обично македонскиот мед сите пчелари мора да имаат по нашите закони, по нашиот правилник мора да имаат етикета. На самата етикета да пишува дали е регистарски број на одгледувалиште, потекло на медот, но битно е да купуваат мед од Македонија. Значи од маркетите, значи не целиот мед е од Македонија. Значи тоа е друго, има едно такво за разлика од нас во Словенија веќе, тие си ја заштитија покрај тоа што си ја заштитија својата автохтона пчела. После ќе кажем дека и ние имаме автохтона пчела. Меѓутоа тие имаат една иницијатива до Европскиот парламент да ако до сега беше мед од ЕУ кај нив и мед не од ЕУ. Може да имате пример ако се увезе мед во Европската унија, може да биде од Аргентина, од Кина, од кај да е, од Мексико, тие се големи производители на мед. Ако имаме 1%
само европски, а 99% кинески, тогаш ќе нема да пишуваме кинески мед во теглот, ќе пишеме мед од него и мед од него. Така беше и во Европа до сега. Значи, они не беа добро регулирани во тој дел. Меѓутоа, една европартеничка од Словенија има иницијатива, поголема група на европартеници, тоа се смени, каде што на секоја етикета ќе имаме удел спрема процентот на метод кај е увезен. И тогаш пчеларот ќе може да донесе правилна одлука. Како прво, тоа е најважно. Значи, мед да си купи локално од својата држава, да не биде увоз. Значи, тоа е најважно. Што е со нашата автохтона пчела? Нашата автохтона пчела, значи, ние многу важно е, значи, да се вика Апис мелифера macedоnica. Значи, имаме наша генетски, наша пчела, која што најубаво се развива во нашиот регион. Само во Македонија или генерално на Балканот? Во Македонија. Апис мелифера macedоnica е во Македонија, меѓутоа има пчелари некои и тоа, значи, матицата, знаете, значи малку е поголема од другите пчели. Може да транспортираш во кафес со некои пчели со малку храна, шеќерна погача се става внатре, и пчели кои што хранат по патот ти можеш да ставиш кај било во себе и да пренесеш, пример, од Македонија во Америка или во Европа. И така донесуваат матици со недоволно испитана, значи тие матици не можат да даваат исти резултати таму и тука. Нормално, кога им се смени средина. Да. Значи, нашата матица највеќе не се јајца, најјака продуктивност има во Македонија. И затоа и тоа не е убаво регулирано, уште немаме репроцентри, некои репроцентри кај што можат пчеларите да купат матици. Ние значи работиме веќе 15 години на таа проблематика, сами се произведуваме матици. Ја внимаваме на селекцијата, затоа имаме поголема продуктивност на мед за разлика од другите пчелари. Исто така работиме и селидбено пчеларење, континуирано, значи имаме извор на нектар и квалитетен, и затоа и медот е поквалитетен. Да, во времето во кое што се наоѓаме, поточно сезоната, тоа е есен, па и престојната зима, но и генерално кога зборуваме за употребата на медот во начинот на исхрана, тогаш според вас кој е можеби вистинскиот начин како правилно и секојдневно да се употреби медот, и тука дополнително може да спомнеме кој е според вас најбараниот или најпрепорачуваниот мед? Значи, медот, бидејќи е голем извор на еглихидрати, дава една енергија и ни помага, значи, да го започнеме денот. Најубаво е на сабајле пред јадење една ладичка мед, меѓутоа има секакви научни истражувања и се мисли, значи, да не ја голтаме веднаш. Да не го голтаме веднаш медот, ако можеме во млака вода, не од топла, да биде во млака вода и полека како чај да го пиеме. Значи да го пиеме, се мисли, значи полека медот да го внесуваме во желудникот. Не е убаво ако внесеме голема количина на еглихидрати на пат, можеби ќе имаме некои луѓе се осетлив е желудникот. Исто така медот е по најнови истражување за добар сон, бидејќи се лачи серотонин. Серотонинот се преврнува во организмот во мелатонин и ни помага за да заспиеме убаво. Помага исто така го намалува, го зголемува инсулинот, помага за диабетес тип 2, помага за дигестивното здравје, ни дава добра и дигестија, бидејќи медот има ензими, кои што има органски киселини. Исто така би сакал да кажам дека квалитетот на медот зависи од многу фактори. Значи не е само од вие да испитате кај нас по правилникот. Кај нас правилникот е направен како што е направен, значи можеби пред 10, 15, 20 години. И уште имаме таков многу работи се смениле. Да, значи веќе вие во Европа, значи има такви фалсификати на мед, значи вие треба да ги вметнете барем, ако не многу, ако е таа скапа анализа, значи вие треба C3, C4 шеќери, значи додавање на прихранување, енорно прихранување на пчелите со шеќер. Значи и тој шеќер и то не може никој да го примети, нема шанси, значи, освен лабораториска анализа. Вие не знаете дека и да го купите медот од пчелар, можеби пчеларот кој ќе нема паша ќе сипува прихрана на пчелите и тогаш ќе имаме. Тоа е едната работа. Исто така треба да ние, значи веќе ако правиме анализи, значи треба се вметне пролинот како една аминокиселина што има во медот, веќе во сите земји се испитува.
некоја граница 300-400 мг квалитетен мед треба да има пролин. Диастазата по диастазата ензимот се гледа мора на 9 да биде. Ако медот малку е загреен или не е убаво чуван во убаво затворени садови, при висока температура е загреван, филтриран, не е процесуиране, значи на различни начини, тогаш диастазата ќе ја немаме. Нема да биде над 9. Исто така ХМФ, тоа е хидроксиметилфурол, една штетна супстанција. Значи затоа веќе по научни испитувања медот кога го ставиме ние во врела вода или во врел чај, во кафе, во врело кафе, значи тогаш се испуштаат штетни материи од медот. Затоа се вика, значи медот мора да биде во под 30 степени, значи околу 30 степени да биде температурата на водата, никако над 40 степени. Да, тоа се некои технички работи кои што е добро да ги знаат луѓето, а не секој ги знае и обрнува внимание на истите. Некаде сме кон крајот, Ангел, кој се само да ни кажеш кој е најбараниот, бидејќи на тоа праша Ивана, најбараниот мед кој што сака да го конзумираат македонците тука, но јас би рекла, би додала на прашањето и кои се останатите медни производи кои што најмногу се користат, а и треба да се користат во овој период од годината, се со цел нели да ги искористиме бројните бенефити кои што ги има медот по однос на здравјето на луѓето. Па вака, значи по мене како фаворит ми е ливадскиот мед, бидејќи од многу билки, од многу паши, континуирани паши, значи исто така квалитетен е и шумскиот мед. Значи тој не е од регионот на Осоговските планини и Берово. Шумскиот мед за разлика од ливадскиот многу побогат на минерали. А кој повеќе го преферираат? Значи ливадскиот. Да, ливадскиот повеќе и децата го користат. Значи шумскиот е малку потежок, меѓутоа нашиот шумски мед не е толку тежок, бидејќи има дел планински билки, етерични масли има многу, има и мајчина душица. Значи вкусот е и мирисот е многу специфичен. Затоа другите производи кои ги спомнале кај пчелите, има многу производи, можеме многу да зборуваме, меѓутоа ја би ги тука напоменал, тука е матичниот млеч и прополисот. Матичниот млеч е една супер храна од пчелите, значи пчелите не го собираат тој матичен млеч, туку го произведуваат од своите жлезди, тоа се младите пчели од своите мандибуларните жлезди, значи го произведуваат матичниот млеч кој е главен извор, значи за пчелите и за матицата. Значи матицата благодарение на тој матичен млеч живее многу повеќе од пчелите. Матицата може да живее и до 5 години. Пчелите во активна сезона живеат 25 дена благодарение на тој, бидејќи има многу пантотенска киселина, има ројал лактин, значи од една пчела работничка да се преобрази во матица во толку голема благодарение на тој ројал лактин. Исто така има многу 10-КДА е една супстанца, една киселина која што има само во него и по него се гледа квалитетот, меѓутоа тоа кај нас не се ни испитува, се гледа квалитетот на самиот матичен млеч, како е чуван тој, дали ги има тие квалитетни особини. Како, значи за матичниот млеч многу важно е како се транспортира, како се чува, од кои ларви ќе го извадите, на кој саат, до 72-иот саат се вади, па потоа се транспортира, се чува во замрзнувач до 1 година. И може би континуирано 1 година да го користите. Ангел, во кратки црти или само за крај, како човек кој што одамна е во пчеларството и производител на мед, како прогнозирате каква ќе биде иднината на пчеларството во Македонија? Гледаме ние технологијата тука и во оваа област зема замав и во контекст на тоа што би им препорачали на оние кои што се млади, а можеби се пронаоѓаат во пчеларството и сакаат да произведуваат мед. Значи тоа да го сублимираме во неколку реченици за самиот крај. Па вака, значи технологијата вештачка интелигенција веќе е навлезена во пчеларството. Да. Имаме сензорни ваги, имаме параметри кои мерат внатре во кошницата што се десува, тие параметри ни ги праќаат како пораки, SMS пораки, ние секојдневно можеме тоа да го гледаме. Кога мислиме за секако дека има светла иднина во Македонија, значи многу имаме млади пчелари, меѓутоа јас би ги советувал, значи тие да почнат со помалку пчелни семејства, да се советуваат со професионални пчелари, веќе кои имаат многу пчелни семејства, кои знаат како да работат во секоја сезона со пчелите, кои имаат поголемо искуство. Исто така, значи по мене тоа е. Да, имаме светла иднина и тоа го зборува, ја зборува и статистиката која што пред малку или во текот на денешната емисија неколку пати ја споменавме. Ти благодариме како и секогаш за убавите информации кои што ги споделуваш со нас и со гледачите и се надеваме дека ќе имаме и добра есенско-зимска сезона во поглед на здравјето, заради тоа што се поголем број на граѓани знаат дека голем дел од работите, односно кога имунитетот во прашање се должи и на
редовната и правилна употреба на медот и битните производи. Благодарам на Мајка. нас. И добри совети, нели, како Да. да го избереме вистинскиот мед и како да направиме разлика помеѓу оној кој што и не е така добар да го конзумираме.